Благодарам, почитувана председателка. Колега Костадин, повторно не зборувате вистината. Вие немате контакт со граѓаните. Вие живеете во изолиран свет. Во свет на кој што на 200 функционери ви велат се е во ред, уживајте, одиме напред и газиме. Вие живеете во таков свет. Сте се сретнале вие во вашиот живот со земјоделците? Ви кажуваат нивните проблеми? Бидете убедени не. Сте се сретнале вие во вашава кариера, например, со студентите? Јас гарантирам не. Зошто? Затоа што ако сте се сретнале со студентите, ќе ве прашале. Колега Костадин, пратениче Костадин од Струмица, портпарол на Социјалдемократскиот сојуз. Докаде е изградбата на студентскиот град ветена во вашата програма на 125-та страна, кој што требаше да биде готов за 6 месеци? Ако сте се сретнале со граѓаните и со студентите и од село Дрвош, ако сте се сретнале со граѓаните, со соселаните од село Дрвош, кои што имаат студенти во Скопје и ве прашаат каде се затворените базени во студентските домови, каде се бесплатните билети за јавниот превоз, каде се новите реновирани студентски домови, јас претпоставувам дека од целото каде што го прифаќаме амандманот сите заеднички, има студенти кои што сакале денеска да учат во многу подобри услови и да студираат во студентскиот дом Гоце Делчев. И заедно со нивните родители, кога ќе дојдат во Скопје, да видат каде е фитнес салата, каде што нивните бруцоши оваа година ќе ја изведуваат наставата. Сигурно во ова село има и просветни работници, колега Костадин. Не ви рекоја вие да го поддржите амандманот за покачување на платата? Сигурно ви рекле така. Сигурно во ова село има и доктор. И кога сте пошле со Катерина, пратеничката докторката, ви рекле, немој да не лажите. Во вашата програма пишуваше дека докторите ќе земаат 100.000 денари плата. Кои реални проекти од средбите со граѓаните вие сте ги предложиле? Буквално ниту еден во интерес на граѓаните. Бидејќи ја иселивте Македонија, дојде живот ама надвор од Македонија, уште 300.000 луѓе ги натеравте да ги напуштат границите на државава, сигурно во селово за кое што е прифатен амандманот, претежно е постара популацијата. И ви рекле граѓаните што кои што се сомневам дека сте оствариле средба. Костадин бе, се живее со овие пензии, не е срамота да ни ја покачите пензијата 36 денари. Дај те молам поднеси амандман да ни се покачат пензиите за 30% како што правеше ВМРО ДПМНЕ. Зошто не поднесовте таков амандман? Зошто не поднесовте таков амандман? Гледате што се случува во Скопје. Блокади на секој чекор, не може да дојдеме на работа. Дали не ви рекоја кога имате пари за нови министерства, кога имате пари за нови агенции, за нови заменици директори, за места кои што се ги измислувате, зошто да не им помогнеме на сите граѓани во Струмица, во Охрид, во Пехчево? Зошто жителите од Пелагонискиот регион да возат по онај хорор пат? Зарем малку сообраќајни несреќи се случија во Република Македонија, па требаше да го обијате амандманот за кој што беа обезбедени средства. Значи, вие сте единствена влада која што направеното го расипува. Направеното го расипува. Ваши единствени проекти кои што најдобри ги реализирате е да изгребите улица, бидејќи не ви е потребен тендер, да направите нов слој на асфалт, бидејќи ги купивте асфалтните бази, и да нарачате изградба на нови патари. Нови патари. Сега се задолживме 35 милиони евра за да изградиме нови патари. Ене уште една се гради после Неготино за на кај Демир Капија, на кај Штип уште 2, и ако се трниш од Скопје до Гевгелија, треба да дајш 1000 денари за патари. Дали не ви рекоја граѓани, кога бевте на средбиве, луѓе бе што правите? Колава ми троши плин 500 денари, а за патари ни давам 1200. Не ви рекоја такви амандмани да поднесите? Не ви рекоја? Сигурно не. Костадин се сретна со културните работници во Тетово? Амандманот е за средбите со граѓаните. Еве го амандманот што го поднесол Костадин за најсовремен театар во Струмица. Еве го. Празен лист. Не го градите. Нема театар во Струмица. А требало да има. И во Прилеп нема театар. А во програмата пишува дека треба да има. Ви благодарам.